Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, време е да продолжиме со проучување на Евангелието според Јован. Во оваа 19 глава е опишана смртта на Господ Исус Христос, а во следната ќе читаме за Неговото воскресение. Неговата смрт и воскресение се историски настани кои навистина се случија. Не само тоа, туку тие се најважните настани во историјата на човештвото. Што е Евангелието? Евангелието е добра вест која вели дека Исус Христос умре за нашите гревови, токму како што беше предскажано во Писмото. Беше погребан, затоа ќе читаме денес, и на третиот ден воскресна. Смртта, погребот и воскресението на Исус Христос се централни вистини врз кои стои Евангелието. Се разбира, секој од нас треба да одлучи како ќе одговори на овие вистини. Господ Исус умре и воскресна и со тоа обезбеди простување на гревовите и спасение. Но дали ќе го добиеме спасението, зависи од тоа дали ќе поверуваме во Него или не. Погребувањето на Исус. Ќе ги прочитам стиховите 38 и 39 од глава 19. Потоа Јосиф од Ариматеја, таен Исусов ученик, поради страф од јудејците, го замоли Пилат да го симне телото и Пилат му дозволи. Тој дојде и го симна телото Исусово. А дојде и Никодим, кој порано беше отишел ноќе кај Исус и донесе околу 100 литри смеса од смирна и алој. Стихот започнува со «потоа», а тоа се однесува на настаните кои се случија по раснувањето. Како што забележувате, Јосиф од Ариматеја и фарисеот Никодим беа личностите кои се погрижија Исусовото тело да биде погребано на достоинствен начин. Со оглед на тоа што телото беше погребано во гробот кој го поседуваше Јосиф, можеме да заклучиме дека тој навистина беше богат човек. Овие двајца можат да се опишат како тајни ученици на Христос. Ова беше прв пат јавно да се поистоветат со него. Но сепак не треба да ги критикуваме, бидејќи јавно се поистоветија со Исус во моменти кога апостолите беа уплашени и никој од нив не сакаше да се погрижи за неговото тело. За мене лично е навистина интересно што овие двајца одлучија да се поистоветат со Исус по неговата смрт и воскресение. Тоа беше многу ризичен потег од нивна страна. Јосиф беше тој кој го побара телото и властите му го дадоа. Никодим исто така се појави. До овој момент тој беше таен ученик на Господ Исус, но сега донесе околу 100 литри смеса и алој. Слушнете што пишува. Го зедоа телото Исусово и го завиткаа во платно со мирисите, како што е обичај кај јудејците да погребуваат. Додека беа во Египет, израелците научија како да ги балсамираат телата на мртвите. Некои историчари веруваат дека израелците не го научиле тоа во Египет, туку дека тие ги усовршиле методите преку кои египтјаните се грижале за телата на мртвите. Како во Стариот, така и во Новиот Завет, Божиот народ верувал дека еден ден Бог ќе ги воскресне телата на мртвите, и затоа се обидувале колку што можат да се грижат за телата на починатите. Телата кои се распаѓаат, еден ден ќе бидат воскреснати нераспадливи. Телата кои се слаби, еден ден ќе бидат воскреснати во сила и слава. Тоа била библиската надеж за воскресението. Токму тоа е една од главните причини поради кои Божите луѓе од секогаш покажувале одредена почит и грижа кон телото. Но нивните обичаи не се како паганските. Мислам дека ова е важно и за христијаните денес. Од една страна, повикани сме достоинствено да ги погребаме телата на мртвите, но од друга страна тоа не значи дека треба да ги прифатиме сите обичаи и ритуали кои луѓето од светот ги прифаќаат. За жал, некои луѓе денес ставаат погрешен нагласок за време на погребите и наместо да зборуваат за вечната надеж, нивната единствена грижа е да ги исполнат ритуалите кои другите очекуваат да се извршат. Надежта на Божиите деца не е во начинот на кој ќе се изврши погребот, туку во тоа дека секој кој умира во Христос ќе биде со Бога. Моje лично мислење е дека израелците го научија процесот на балсамирање од египтјаните и од тогаш почнаа да го практикуваат. Кога го погребаа Исус, го завиткаа телото во ленено платно. За самиот процес на балсамирање, Јован пишува дека Никодим донесе 100 литри смеса од смирна и алој.
Претпоставувам некои од вас се прашуваат зошто им била потребна толкава количина. Причината е, бидејќи целото тело на починатиот се премачкувало со оваа смеса, а потоа секој дел од телото се обвиткувал со платно. Прво прстите, па дланката, па раката и така натаму. Тоа значи дека откако завршиле со процесот на балсамирање, телото на Исус тежало повеќе од претходно. Не сакам да ме сватите погрешно, но најдобар начин да го објаснам овој процес е да кажам дека Господ Исус беше погребан како мумија. Имајте го тоа на ум кога ќе размислуваме за воскресението, бидејќи ќе биде важно. Потоа пишува: на она место каде што беше распнат, имаше градина и во градината нов гроб, во кој уште никој не беше полаган. Таму го положија Исус поради петокот јудејски, зашто гробот беше близу. Таков бил обичајот. Луѓето избегнувале погреби за време на Пасхата и затоа побрзаа да го положат Исус во гроб пред празникот. Пасхата почнуваше со зајди сонце, а Исус беше погребан пред тоа. Гробот не беше запечатен, бидејќи жените планираа да одат во првиот ден од неделата за да го посетат гробот и повторно да го намачкаат телото со смирна. Но, што се случи кога стигнаа таму? Глава 20. Воскресението на Исус. Дојдовме до глава 20 од Евангелието според Јован. На почетокот од овој текст пишува што се случи кога жените стигнаа на гробот на Исус. Ќе го прочитам првиот стих. Слушнете што вели извештајот на Јован. Во првиот ден од седмицата Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно, и виде дека каменот од гробот е поместен. Беше првиот ден од седмицата, недела, и Марија Магдалена отиде на гробот додека се уште беше темно. Забележа дека каменот е тргнат од гробот. Се разбира, таа не помисли дека Исус беше воскреснат од мртвите. Кога виде дека телото на Исус веќе не е во гробот, се испаничи и отиде да им каже на апостолите, кои исто така не очекуваа дека Исус е воскреснат. Слушнете ја реакцијата на Марија. Тогаш оттрча и дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик, кого Исус го љубеше, и им рече: го дигнале Господ од гробот и не знам каде го положиле. Марија не претпоставуваше дека Исус е воскреснат. Таа мислеше дека некој го земал телото и го преместил на друго место. Кога Петар и Јован слушнаа што им кажа Марија, тие најверојатно си помислија: Марија отиде на гробот рано наутро, додека беше темно. Може би погрешила и отишла на друг гроб кој бил празен. Затоа е испаничена. Тоа е причината поради која отидоа до гробот за да проверат што се случува. Како и Марија, така и Петар и Јован не очекуваа дека Исус е воскреснат од мртвите. Кога отидоа до гробот, не мислеа дека ќе го најдат Исус жив. Никој не оди на гробишта да бара живи луѓе. Причината поради кој двајцата апостоли се упатија кон гробот е за да го најдат телото на Исус и да го решат проблемот. Забележете што пишува во стиховите 3 и 4. Тогаш излезе Петар и другиот ученик и појдоа кон гробот. И обајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побрзо од Петар и прв дојде до гробот. Другиот ученик е всушност авторот на ова Евангелие, Јован. Тој беше помлад од апостолот Петар и затоа имаше сила да трча побрзо. Еве што се случи кога стигна кај гробот. И кога се наведна, виде дека лежи само повојот, но не влезе. Кога стигна кај гробот, Јован ги виде доказите дека Исус е воскреснат од мртвите. Но како и на другите, и него му требаше време да свати и да поверува во тоа што се случи. За него повојот беше главниот знак. Може би ви звучи како нешто незначајно, но многу често Бог така действува во нашите животи. Со тоа што ни дава навидум незначајни, но сепак важни знаци. Некој рекол дека големите врати се држат на мали шарки. Кога стигнаа кај гробот, Јован и Петар видоа мал знак, но тој знак беше доволен да сватат дека има шанси Исус да е жив. Забележете ја искреноста на Јован. Тој вели дека кога стигна кај гробот, го виде повојот, но не влезе во гробот. Не знаеме која е причината поради која не влезе во гробот, но може би бил исполнет со страв и бил збунет. По него дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека само повојот стои, а крпата, што му беше на главата негова, не стоеше кај повојот, туку одделно, свиткана на едно место.
Тогаш влезе и другиот ученик, кој прв дојде до гробот, и виде и поверува. Која е причината поради која поверува Јован? Самиот тој ни кажува дека поверува откако го виде лененото платно во кое беше обвиткано телото на Исус. Сетете се, оти претходно зборувавме за тоа како Јосиф од Ариматеја и Никодим го балсамираа телото на Исус и го обвиткаа во ленено платно. Исус беше погребан слично како мумија. На почетокот на апостолите им беше чудно што повојот беше во гробот, а телото на Исус го немаше. Единствениот начин на кој можеше тоа да се случи е ако некој дошол и го одвиткал телото. Вистината е дека Исус воскресна и го тргна повојот од себе. Тој умре, но по 3 дена воскресна, исто како семето. Да ве потсетам дека во еден дел од Евангелието Исус рече дека семето кое паѓа на земјата прво треба да умре, за потоа да даде многу плод. Токму тоа се случи со него. Тој беше осуден, распнат и умре на крстот. Но семето кое беше посејано во земјата, по 3 дена воскресна и даде многу плод. Простување и вечен живот за сите кои веруваат во него. Колку прекрасна вест! Гробот е празен. Исус воскресна. Тој ја победи смртта и сите кои веруваат во него имаат победа над смртта. Некое време пред да се случи ова чудо, Господ Исус го воскресна од мртвите својот пријател Лазар. Кога излезе од гробот, Исус им заповеда на присутните да го одвиткаат, бидејќи и Лазар беше обвиен со платно. Исус им рече: "Одвиткајте го, нема потреба да е завиткан во мртовечка облека." Но кога Исус воскресна, платното падна од неговото прославено тело без никој да го одвитка. Исус стана од мртвите и тој е жив. Сакам барем уште малку да размислиме за тоа како Бог често користи мали нешта и необични ситуации за да постигне нешто големо и важно во нас. Преку мали дела и знаци, Бог често ја менувал судбината на светот и на народите. Сетете се на периодот кога израелците беа во робство во Египет. Кога беше заповедано машките бебиња на израелците да бидат убивани, мајката на Мојсија го стави во кошница и го пушти по реката со надеж дека некој ќе го најде и ќе се грижи за него. Бебето почна да плаче токму во оној момент кога кошницата стигна кај оној дел од реката каде што се наоѓаше ќерката на фараонот. Преку солзите на едно мало бебе, Бог се погрижи неговиот народ да има спасител и да биде заштитен. Во друг дел од историјата на израелците, читаме дека еден ден персискиот цар не можеше да спие. Во тоа време немаше аспирин таблети кои би му помогнале. Со оглед на тоа што не можеше да спие, тој повика еден од слугите да му ги чита извештаите за настаните кои се случиле во минатото. Додека слугата ги читаше настаните, царот свати дека има некој човек по име Мардохеј кој направил многу важно дело за царот, а не бил награден за тоа. Не е случајно тоа што токму таа вечер еден друг човек спремаше бесилка на која планираше да го обеси Мардохеј. Се разбира, царот не дозволи да се случи тоа и го спаси и благослови Мардохеј како и неговиот народ, израелците. Дали забележувате? Бог може да ги искористи солзите на едно бебе или несоницата на еден цар за да ги постигне своите цели и планови. Во стиховите кои ги прочитавме пишува дека Јован ги виде повојот и крпата со кои беа обвиени телото и главата на Исус и поверува. Погребалната облека на Исус беше во гробот, но не и неговото тело. На Јован му требаше време да свати што се случи, но дојде до заклучок дека не станува збор за кражба на телото, туку за воскресение. Јован виде и поверува. Ги повикувам оние кои не веруваат во смртта и воскресението на Исус да ми кажат каде е неговото тело. Да, добро ме слушнавме. Ако мислите дека Исус не воскреснал, тогаш каде е неговото тело? Стих 9. Зашто уште не го знаеја писмото, дека тој треба да воскресне од мртвите. Ова е важно да го имаме на ум во однос на контекстот во кој живееја апостолите. Тие уште не го знаеја писмото. Што значи тоа? Зарем Петар и Јован не го слушнаа Исус како им кажува дека ќе воскресне од мртвите? Зарем не знаеја што пишува во Стариот Завет за тоа? Како тогаш можеше да не знаат? Еве го моето мислење во однос на овој стих. Тие знаеја што рече Исус и што пишува во писмото, но не ги разбраа тие зборови. Истото се случува и со многумина од нас денес.
Знаеме што пишува во некои делови од писмото, но не го знаеме значењето на тие текстови. Низ годините, сватив две нешта во врска со Библијата. Прво, често се случува читајќи некои делови од неа, да увидам нешта кои претходно не сум ги забележал, иако истиот текст го имам прочитано многу пати. Тоа е првото нешто. Второ, некогаш се случува некои текстови да ни бидат познати, но нивното значење да го сватиме откако ќе ги доживееме на своја кожа. Тоа особено се однесува на неволите и страдањата кои се карактеристични за секој од нас. Пример, кога царот Давид напишал «Господ е мој пастир, ништо нема да ми недостасува». Тој пишувал од лично искуство. Кога ги читаме тие стихови и сме во некаква потреба, многу подобро го сваќаме нивното значење и нашата вера е поттикната да се надева на Господ за тоа што ни е потребно. Петар и Јован ги слушнаа зборовите на Исус, но ги разбраа тогаш кога го видоа празниот гроб. Тогаш учениците се вратија дома, а Марија стоеше крај гробот однадвор и плачеше. И, плачејќи, се наведна над гробот и виде два ангела во бели облеки како седат, едниот кај главата, а другиот кај нозете, каде што беше лежало телото Исусово. Тие и рекоа: «Жено, зошто плачеш?» Им одговори: «Го кренеле Господ мој и не знам каде го положиле». Штом го рече ова, се заврте назад и го виде Исус како стои, но не знаеше дека е Исус. Ова е навистина интересно. Ниту Марија Магдалена не го препозна Исус. Знаете ли зошто не го препозна? Бидејќи и таа не очекуваше од Исус ке воскресне од мртвите. Неверата е слепа и глува за нештата кои Бог ги прави. И убеден сум дека секој од нас се нашол во таква состојба. Сетете се на Захарија, таткото на Јован Крстителот, кој одреден период беше нем, се додека не се роди син му. Зошто беше нем? Бидејќи не поверува на Божите зборови дадени преку ангелот. Стих 15. Исус и рече: «Жено, зошто плачеш? Кого го бараш?» Таа, мислејќи дека е градинарот, му рече: «Господине, ако си го зел ти, кажи ми каде си го положил, а јас ке го земам». Исус и рече: «Марија». Таа се заврти и му рече: «Равуни», што значи учителе. И рече Исус: «Не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил кај мојот отец. Туку отиди кај браќата мои и кажи им: се враќам кај својот отец и вашиот отец, кај својот Бог и кај вашиот Бог». Исус ја повика по име, и таа веднаш знаеше дека е тој. Не мораше да стори ништо друго, освен да го изговори нејзиното име. Во Евангелијата неретко читаме дека Исус ги повикуваше луѓето по име, и тоа имаше силно влијание врз нив. Кога го воскресна Лазар од мртвите, тој го повика по име пред сите присутни. Моje лично убедување е дека еден ден кога Исус ќе ја земе црквата кај себе, тој ќе не повика сите по име. Ќе го повика моето име и ќе го повика вашето име. Исус рече: «Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам». Господ го изговори името на Марија и таа знаеше дека тој е жив. Тој рече на Марија: «Уште не сум се вратил кај мојот отец. Туку отиди кај браќата и кажи им: се враќам кај својот отец и вашиот отец, кај својот Бог и кај вашиот Бог». Неговиот однос со Отецот е поинаков од нашиот однос со Отецот. Исус од секогаш бил и ќе биде Божи син, а ние стануваме синови и ќерки поради неговата жртва и воскресение. Дојде Марија Магдалена и им кажа на учениците дека го видела Господ и дека тоа и рекол. Тука ќе завршиме со денешното проучување, а следниот пат ќе продолжиме со обработка на глава 20. Имаме уште две проучувања и со тоа ќе го завршиме Евангелието според Јован. До следната наша средба, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo
nis@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.